Агробизнисмените ги лоцираа слабостите на ИПАРД 2 програмата. Слабиот интерес на повикот за инвестиции и модернизација на земјоделските стопанства се должи на недоволната информираност, бирократската процедура како што велат дел од нив, а најмногу поради скапите консултанти и провизиите што ги земат како дел од добивката што и припаѓа на земјоделците. Интересот е слаб заради тоа што многу земјоделците прво не се доволно информирани, второ во изминатиот период и кога покажуваа степен на интерес се појаваа различни посредници, советодавци кои на некој начин ги земаат делот од тоа што им следуваше како надомест на трошоците според ИПАРД програмата. Значи никој не сакаше да влезе во ризикот да го деле она што ќе го добие од ИПАРД програмата со некој консултант или некој што ќе му помогне да ги добие парите кои му следуваат само нему. Европските земји успешно ги користат средствата од земјоделските фондови за нови инвестиции. Кај нас овие програми се недостижни за обичните земјоделци соочени со низа бариери. Од тука искористеноста на овие средства е нешто повеќе од 10%, велат агробизнисмените. Наши партнери по Европа користат огромни средства од ИПАРД програмите за сопствениот развој и тоа го прават многу успешно и многу економски ефикасно. Штета е што во Македонија ИПАРД програмата сега и ИПАРД 2 се користи дали едва со 10-12%. Рокот за аплицирање за повратни средства од ИПАРД 2 се пролонгира до 21 јули. Од регионалниот центар за поттик и развој на земјоделството во Штип вела дека досега се доставени околу 30 апликации за новата ИПАРД 2 програма. Најголем интересот бил од земјоделци во Штипско и Делчевско со 11 односно 10 апликации. Од претходниот оглас 15,6 милиони евра останаа неискористени и се вратија во фондовите.